Ни пристигнаа нови гости во студиото 2 на Македонската телевизија, тема која што секако го заслужува нашето внимание. Именно во неговото 75 годишно постоење, Академскиот хор Мирчеацев настапувал на бројни фестивали и надпревари. На последниот светскиот мировен хорски фестивал се вратија со неколку награди. Искуството од таму ни го пренесуваат диригентката Есмина Ѓурѓевска и Александар Трајковски и Жарко Наставски. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Ќе започнеме со вас. Хорот, оние кои што не знаат, добре да споменеме дека е формиран при Универзитетот Кирил и Методи 1949 година, 75 години кои што се чини не можевте поубаво да си ги честитате од наградите со кои што се вративте. Да, оваа јубилејна година така ни почна, односно завршетокот на предходната година беше антиципација за ова во оваа тековна година што ќе се случува. Имавме многу активности и концерти, а ова последново што достигнување беше еден вид шлак, односно круна на предходните случувања. Многу убава, воедно и сложена програма подготвивте за Виена. Меѓу другото настапувавте чинами на различни локации, дополнително предизвик. Апсолутно. Фестивалот беше во 4 дена и се одвиваше на различни локации, беше на светско ниво, значи учествуваат преку 1800 хористи, така да искуството беше многу големо за нас како хор, прво како амбасадори на нашата земја, што прв пат учествуваме на таков голем фестивал. И беше многу напорен првенствено, затоа што освен надпреварувачкиот дел имавме и многу други настапи во различни места, познати објекти, знаменитости на Австрија, на Виена, така да искуствата што ги имаме од таму се големи, се надевам дека ќе ни бидат еден вид предуслов за понатамошни резултати. И сега следното прашање до сите тројца. Коригирајте ме ако грешам, чинам дека Мирчеацев е првиот хор кој што кога зборуваме за престижните објекти има настапувано во Виенскиот музикферајн. И сега што значи што тоа за вас? Предизвик, товар на плеќи, стрес? Како го доживеавте целиот овој процес на настапот? Па јас можам да зборувам од своје име, а верувам дека зборувам и од име на другите хористи, дека прво го доживеавме како голема чест, бидејќи се работи за еден од најпрестижните концертни простори во светот. Салата во која што се одржува новогодишниот концерт на Виенската филхармонија, нешто што сме можеле да го гледаме на телевизија целиот наш живот. Но би рекол, повеќе од тоа, се работеше за еден многу убава пригода, убава можност да се представиме заедно со многу други хорови. Интересно е што имаше некаков акцент оваа година фестивалот на хорови од Кина, кои што главно беа детски хорови. Мислам дека секој од членовите на Мирчеацев ќе каже дека тоа е веројатно врвот на неговата музичка и хорска кариера, а оваа година нашиот настап во Музикферајн и не само нашиот настап таму, туку и наградите освоени, веројатно можам да кажам без лажна скромност дека ќе бидат сигурно меѓу најголемите македонски музички и веројатно уште пошироко и културни успеси. Александар, ќе ни го кажете и вашето искуство, во меѓувреме ќе ве замолам да ни ги покажете и наградите. Какво беше чувството да се настапува во Музикферајн? Како што кажа и колегата, значи ова пак ќе речем за мене лично, затоа што јас сум долги години член на овој хор, ова беше најголемото доживување. Ние сме настапувале во многу големи сали, на многу големи места, пред многу илјадна публика во некој случај. Меѓутоа, настапот во Музикферајн, сепак чувството дека настапувате во една толку престижна сала, каде што се слеала цела изведувачка елита светска, си го прави своето и навистина самото тоа му даде една уште поубава нијанса на целото гостување и воопшто на целото представување. Годинава одбележувате 75 години постоење. За 70 годишнината беше издадена монографија, чиј автор сте вие. Бројни страници кои што сведочат и за значењето и за големината на Мирчеацев. Така. Мирчеацев е еден
јас често пати тоа го спомнувам и во оваа прилика ќе го повторам, репрезент на македонскиот културен идентитет и воопшто еден значаен дел не само од културниот живот на Македонија, туку и од општествениот живот. Академскиот хор Мир Чацев 75 години како дел од Академското културно-уметничко друштво Мир Чацев, каде што има и фолклорен ансамбл, во континуитет ниже големи успеси. Како на домашната сцена, така и на меѓународната сцена. На домашната сцена со бројните концерти, со изведувањето, со премиерните изведби на круцијални, капитални дела на македонското творештво, меѓутоа и на светското творештво. Само еве за една илустрација, јас ќе споменам дека Академскиот хор Мир Чацев во минатото е првиот изведувач на Вердиевиот реквием во Македонија, првиот изведувач на популарната кантата Кармина Бурана од Карлог, на вокално-инструменталното дело Стабат Матер од Перголези, а потоа тука се и македонските дела Сердарот од Вастивир Николовски, Сонце на прастарата земја Тома Прошев, Елан на Лековски. Сето тоа е вткаено во неговата историја. И токму затоа велам дека тоа е еден вистинско обележје на целокупната наша култура. Но ако чисто хорот го врзуваме со изведба на класични дела, оно што е фасцинантно кај Мир Чацев, што низ годиниве се обидевте да излезете надвор од рамката и тоа публиката го обожува и навистина убаво реагира. Програмата е различна. Јас како диригент, значи моето 10-годишно искуство и работа со Мир Чацев се потрудив малце да го сменам на некој начин репертоарот, освен класични дела да вметнеме и некои дела популарни, значи оние комерцијални што се на некој начин можеме да привлечеме млади хористи и да бидат предизвик, а воедно да им наметнеме и стандарди од класичната музика. Со овој хор, нескромно е да кажам, мислам дека сум постигнала 11 достигнувања, без исклучок на она време на короната, така да за мене е многу значајно и предизвик работата со овој искусен хор, со таква историја, и се надевам дека и во иднина резултатите ќе продолжат и понатаму. Оно што посебно воодушевува меѓу другото каде и да одите е реакцијата на публиката. Наградите си го потврдуваат квалитетот, но публиката ако не го даде својот суд залудно и ве обожуваат каде и да одите. Каква беше реакцијата на австриците? Тие знаат да бидат понекогаш и малку резервирани, но имаат изострани сетила секако. Јас сакав да се надоврзам уште кога зборуваше маестра Јасмина. Првото нешто што беше впечаток беше дека ако постоеше награда од публика сега во Виена, ќе ни ја дадеа нам уште во првиот ден, веројатно, бидејќи имаше многу квалитетни хорови таму, но некако репертоарот беше, да речем, покласичен, нивниот репертоар беше покласичен, по-блед во споредба со нашиот и имаше прекрасни реакции од публиката. Јас мислам дека јас сум исто така долги години член на разни хорови сум бил. Мислам дека никогаш во тие години немам доживеано таква реакција од публиката. Беше навистина прекрасно тоа да се доживее. Знаете, ние помеѓу настапите, воопшто кога се движевме по ходниците на салите кај што пеевме, ни приоѓаа луѓе и буквално ни изразуваат честитки, велики дека сме најдобри. Тоа беше публиката тамошно и тоа е навистина голем. И од друга страна, знаете што ми е фасцинантно, Јасмина, што сите ваши хористи имаат своја кариера, се многу успешни во тоа што го работат. И јас таква љубов безрезервна кон еден хор не сум видела многу одамна. Што ве влече? Сега морам да ве прашам на вистина. Да сте му толку посветени на Мир Чацев. Љубовта кон хорското пеење, тоа е првенствено. Меѓутоа и самата припадност на Мир Чацев си го прави своето. Овна што го накратко го кажав во 2-3 реченици за значењето на Мир Чацев, ние сите го носиме во себе. И тоа кога ќе се соедини со љубовта и со желбата да се пее, да се твори, се добива таа посветеност, таа пожртвуваност во многу моменти. Меѓутоа, на крај, би рекол, се добива една слика за сите хористи
кои што се дел од овој хор. А има многу различни генерации. Има различни генерации. Веќе чети, да. Една од работите во Мирче Ацев, од кој што јас лично сум да речем, задоволен и среќен, поради кој што сум среќен, е тоа што во последните години има голем интерес од младите од хористи. Зборувам за младите, дури некогаш се изненадуваме кога вака ќе одиме некаде, па ќе ги прашам кој годиште сте, ќе ми кажат 2005 или така нешто. Значи има 18-19 годишни хористи, што е секако предуслов за да продолжи целата таа работа. И посебно сум среќен од тоа што и тие го препознаваат членството и Мирче Ацев како бренд и сакаат да бидат дел од тоа и тоа е навистина нешто што дава некаков поттик за понатаму. Ако вие го почитувате, ние како публика го почитуваме, го почитува ли државата доволно Мирче Ацев? Кажете се. Воопшто, хорската музика некако е во Македонија малку, да не речам, ставена на маргините. Не знам од која причина, може би тоа е поради економските услови, но сепак нешто што постоело претходно и што имало еден вид традиција, некако последниве години како да се занемарува, што не треба да е така. Мислам дека и оваа награда треба да е еден вид показател, не само за академскиот хор Мирче Ацев, туку за сите хорови во Македонија, дека хорската музика е на вистина еден вид амбасадор, како што е спортот, така и хорските ансамбли и оркестарските се презентери на она наше, најпознато, значи ние преку нашата македонска композиција, ритам, фолклор, ја презентираме Македонија низ светот. И тоа најдобро. Нема надпревар од каде што не се вративте без награда. Постои ли некое надпреварување? Каде што би сакале да појдете во периодот кој што следува, или вие на стварена желба, или би сакале да се вратите со некакво признание во периодот кој што следува, некаков мотив, ветер в грб кој што ќе ве... Мене искрено многу ми е драго што хористите многу се дружат меѓусебно и покрај разликата, да речам, во годините, таква љубов помеѓу нив, они во приватни услови си се дружат и си пеат постојано хорска музика. За мене тоа голем показател и успех на некој начин, дека се влијае позитивно врз младината. А за надпреварите, за достигнувањата, се тоа ни е спонтано, без некои притисоци. Така спонтано носите златни награди, први награди. Но нека трае. Нека трае. Ви благодарам многу. Пропуштивме нешто на самиот крај? Мислам дека не генерално. Па може да кажеме дека со конкретна годината заедно со фолклорот ќе имаме еден годишен концерт, па кој што секако го најавуваме. Би повели да би сакала да повелете доколку сте во можност и да го снимате тој концерт. Да, ветуваме во однапред дека ќе го направиме тоа и претходно ќе го најавиме во Македонија наутро. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Посакувам многу успех и со вакви насмевки да ве гледаме многу често во периодот кој следува. Ви благодариме. Благодарам.